Добре дојдовте на првото видео од понапредно ниво по германски јазик, односно ниво B1. Ако сте нови на каналот, за почеток кликнете subscribe, а потоа ви предлагаме да ги гледате прво видеата кои се за почетници и тоа од плейлистата за A1 ниво и A2 ниво. Со ова видео започнуваме со снимање на предавањата за малку понапредно ниво и тоа првото предавање ќе ни биде за партицип 1. А сега можеме да започнеме. За почеток, како и за другите видеа, важно е да напоменеме која основа треба да ја знаете за полесно да го научите ова предавање. Важно е да ги научите прво предавањата за падежите и тоа дел 1, 2 и 3, каде што опишуваме за падежите, номинатив, акузатив и датив. Овие видеа можете да ги најдете во плейлистата за A1 ниво. Исто така важно е да го знаете предавањето за придавки, вториот дел, поточно, каде што учиме за деклинација на придавките. Ова видео можете да го најдете во предавањата за ниво A2. Партицип 1 или партицип 1. Во германскиот јазик постојат два типови на партицип и тоа партицип 1 или партицип презенс, односно партицип за сегашно време, и партицип 2 или партицип перфект, односно партицип за минато говорно време. Како што кажавме, во ова видео ќе учиме за партицип презенс. За почеток, бидејќи е многу важно, потребно е да повториме накратко за деклинација на придавките, за различни падежи. Ако ја знаете оваа основа, која ја учевме во ниво A2, многу лесно ќе го совладате ова предавање. Што се тоа деклинации? Деклинации се наставки на придавките кои што се менуваат зависно од падежот, родот и членот на именката. Ова можете подетално да го научите, како што кажавме, во предавањето за деклинации на придавките, кое можете да го најдете во ниво A2. Кога се користат деклинациите? Кога сакаме да опишеме некоја именка со помош на придавка. Например, именката јакна можеме да ја опишеме со придавка црвената. Деклинациите се користат само кога придавката стои пред именката, исто како во табелата, односно црвената јакна. Овие деклинации имаат улога и во адјектив штајгерунг или степенување на придавките и адјектив верглајхен или споредба на придавките. Во моментот ова не е важно, но можете да го повторите во предавањата за A2 ниво. Да видиме примери. Од левата страна имаме придавки кои се без деклинација, а од десната страна истите придавки со деклинација. Das Auto ist alt или автомобилот е стар. Во оваа реченица зборот alt или стар нема деклинација, бидејќи, како што кажавме по правилото, не се наоѓа пред именката. Das ist ein altes Auto, ова е стар автомобил. Во оваа реченица деклинацијата ни е во зборот altes. Die Jacke ist rot, јакната е црвена. Die rote Jacke ist kurz, црвената јакна е кратка. Во овие деклинации
Во едната реченица имаме додавање на S, во другата додавање на E. Од што зависи, ќе кажеме во следните минути. Започнуваме со падежот номинатив и деклинација на придавките. Оваа табела ќе ни стои како повторување. А во долните табели ќе опишиме како се деклинираат придавките во номинатив. Имаме разлика зависно од тоа дали користиме членувана именка или нечленувана именка. Кај членуваните именки за машки род додаваме буквата Е, например der grüne Rock. За женски род исто е, например die rote Jacke. Среден род das neue Auto, исто буквата Е, и за множина имаме мала разлика, додавање на N. Например die bunten Blumen или шарените цвеќиња. Кога сме кај нечленувани именки, за машки род имаме додавање на еа, односно ein guter Plan или добар план. За женски род додавање на е, eine gute Idee. За среден род S, ein großes Auto или голем автомобил. И за множина, исто како за женски род, meine liebe Eltern. Овие деклинации се учат на памет, но сепак со помош на обележаните кругови ќе му дадеме некоја смисла за споредба меѓу различните падежи. Значи, за членувани именки во еднина е секогаш буквата Е, за множина N. А за нечленувани именки, деклинацијата се прави слично како што звучат членуваните именки. Например, за машки род Еа, ни е слично со Деа. За среден род С, со Das и слично. Одиме понатаму со падежот акузатив. Табела за повторување и табели за деклинирање. Акузатив е многу сличен како номинатив со разлика во машкиот род, каде што додаваме за членувана именка N, den roten Mantel. За женски род, среден род и множина имаме слично како за номинатив. Кога сме кај нечленувана именка, имаме слични правила за машки род N, einen neuen Tag, а за женски род, среден род и множина имаме исто како за номинатив. Третниот падеж од датив. Ќе дадеме табела за повторување и две табели во кои ќе деклинираме придавка зависно од тоа дали именката е членувана од левата страна или нечленувана во десната табела. Кај членувани именки, за машки, женски, среден род и множина имаме секогаш додавање на наставката N, односно деклинација N. Например, dem kleinen Kind, der alten Frau, dem neuen Buch, den alten Häusern. Само кај множина, освен деклинација на придавката, имаме и деклинирање на именката во случајот Häusern, каде што се додава буквата Н. Подетално за ова можете да го гледате видеото за деклинација на придавките. Кога сме кај нечленувана именка, имаме исти правила. Секогаш деклинацијата за датив е N. Einem kleinen, eine gute Idee, einem kleinen Ei и така натаму. За множина, како што кажавме, ја деклинираме и именката. Значи да повториме, номинатив и акузатив во 90% се слични со разлика во машкиот род. Датив многу лесно се деклинира, бидејќи знаеме дека сите деклинации
се со додавање на N. Продолжуваме за генитив, за кој ќе споменеме само на кратко, бидејќи генитив се уште немаме учено, но ќе го учиме во видеата од ова ниво B1. Деклинациите за генитив се следниве. За членувана именка имаме ист случај како за датив, односно во сите деклинации имаме додавање на наставката N. Кога сме кај нечленувана именка, само за множина имаме додавање на R. Сите други се N. На ова повеќе ќе обрнеме внимание кога ќе го учиме падежот генитив. И за крај, неколку табели за повторување пред да започнеме со главниот дел на ова видео. А сега започнуваме со главниот дел за ова видео и тоа партицип 1 или партицип во сегашно време. За почеток, што е тоа партицип презенс? Тоа се тип на реченици со кои опишуваме дејства во сегашноста кои се случуваат истовремено. Партицип презенс се формира со одреден глагол кој го користиме во вид на придавка. Глаголот делумно ќе се промени за да добие придавска форма. Тоа се прави многу лесно. Да видиме примери на македонски јазик за партицип 1. Класична реченица би била дека детето лежи во креветот и плачи. Во оваа реченица имаме две дејства кои се случуваат истовремено. Значи, детето истовремено и лежи и плачи. Според тоа, оваа реченица можеме да ја направиме во партицип 1. Плачливото дете лежи во креветот. Значи, глаголот плачи го променуваме како придавка која станува плачливото. Да видиме уште еден пример. Човекот кој работи постанува богат. Како партицип 1 би било работливиот човек постанува богат. Значи, ако ги знаете правилата за деклинација на придавките, ова многу лесно ќе го научите. Кога се користи партицип 1? Првиот случај е кога субјектот активно прави нешто. Например, Das singende Kind wohnt im Nachbarhaus. Распеаното дете живее во соседната куќа. Втор случај е кога нешто се случува со некој објект. Например, Die Studentin sitzt auf dem schmutzenden Sofa. Студентката седи на валканиот кревет. И трет пример, кога се користи партицип 1 е кога повеќе активности, како што кажавме, се случуваат истовремено. Er schaute mich fragend an. Тој ме погледна мене прашално. Како се формира партицип 1 на одреден глагол? Кажавме дека глаголот треба да се промени во форма на придавка. Глаголот останува секогаш во инфинитив, што делумно ни го олеснува претворањето и само се додава буквата Д на крајот на глаголот. Глаголот сега има станато придавка и ќе треба да ја деклинираме според правилата за деклинација на придавките кои ги повторивме во минатите минути. Значи да направиме резиме. Партицип 1 се формира со глагол кој секогаш ќе ни биде во инфинитив форма.
плюс буквата D плюс деклинација на придавката која сме ја добиле. Да видиме некој пример. Глаголот arbeiten во партицип 1 би бил arbeitende. Или работи се променува во работлив. Schlafen или спие во schlafende или поспан. И weinen или плачи во weinende или плачлив. Значи, формирањето на партицип 1 не е ич тешко. Продолжуваме понатаму. Како сега ќе формираме реченица во партицип 1? Глаголот се променува во придавка. Како што кажавме, инфинитив глагол плюс буквата D. Придавката се деклинира според правилата за деклинација на придавките, и тоа го кажавме. Партицип 1 придавката која сме ја добиле, секогаш мора да му претходи на субјект. Да видиме пример. Одгоре ќе имаме класична реченица, а под неа истата реченица во партицип 1 форма. Der Hund liegt und schläft unter dem Tisch. Кучето лежи и спие под масата. Значи во оваа реченица имаме два глаголи со зелена боја означени. Der schlafende Hund liegt unter dem Tisch. Успаното куче лежи под масата. Во партицип 1 реченицата глаголот schlafen или спие го променуваме во придавка или schlafende. Мала варијација е тоа што ако партицип 1 придавката не му претходи на субјект, тогаш нема да се деклинира. Значи само ќе ја формираме како партицип придавка. Например, das ist überraschend. Тоа е изненадувачко. Глаголот überraschen или изненадува во овај случај станува придавка во која само се формира со überraschen глагол плюс буквата D, но немаме додатна деклинација. Во некои од претходните видеа, посебно кога учевме за формирање на минато време перфект, споменавме дека постои и партицип 2 форма. Која е разликата меѓу партицип 1, кој го учиме во ова видео, и партицип 2, кој ќе го учиме во следното видео? Која е разликата меѓу партицип 1 und партицип 2? Партицип 1, исто така наречен и партицип presens, се користи за сегашно време. Партицип 2 или така наречен партицип перфект се користи за минато време перфект, предминато време или плусквамперфект и за пасивни реченици. Партицип 1 се користи во вид на придавка, а партицип 2 може да биде именка, придавка, глагол или прилог. Исто така, партицип 1 и 2 се формираат на различен начин. Ке видиме една реченица која ќе ја формираме од класична во партицип 1 и на крај во партицип 2, за да ги видиме разликите. Класичната реченица веќе ја сретнавме, der Hund liegt und schläft unter dem Tisch. Кучето лежи и спие под масата. Како партицип 1 би била der schlafende Hund liegt unter dem Tisch или успаното куче лежи под масата. Значи со црвена боја имаме партицип 1 кој го користиме како придавка. Изборуваме во сегашно време. Како партицип 2, реченицата би била
Der Hund hat unter dem Tisch geschlafen. Кучето спиеше под масата. Во оваа реченица зборуваме во минато време, односно за перфект. И како и за сите други видеа, за крај ќе прочитаме некои примери за правилата што ги учевме досега да станат појасни. Прва реченица ни е реченицата Der Mann arbeitet täglich. Човекот работи секојдневно. Мала поправка на глаголот Der Mann arbeitet täglich. Оваа класична реченица ја претворуваме во партицип 1 во номинатив и тоа Der arbeitende Mann ist reich. Работливиот човек е богат. И истата реченица, како акузатив, би ја кажале Ich kenne den arbeitenden Mann. Јас го познавам работливиот човек. Во овие две реченици можеме да заприметиме дека истиот глагол arbeiten, кој станал во случајов придавка, го деклинираме на различен начин. Зошто е тоа така? Бидејќи во првата реченица, човекот или ман ни е номинатив во реченицата. А во втората реченица, ман ни е акузатив во реченицата, бидејќи јас или их ни е номинатив. Според тоа, имаме различна деклинација. За машки род. Следен пример. Das Kind weint und liegt im Bett. Детето плачи и лежи во креветот. Како партицип 1 во номинатив би било Das weinende Kind liegt im Bett. Плачливото дете лежи во кревет. Како акузатив би ја кажале Ich finde das weinende Kind sehr süß. Јас го сметам плачливото дете за многу сладко. Во оваа реченица, глаголот weinen, иако го користиме и во номинатив и акузатив реченица, се конјугира исто, односно се деклинира исто. Зошто во овој случај е различно од претходниот пример? Бидејќи во номинатив реченицата, детето или kind ни е номинатив и во среден род. Според тоа, номинатив во среден род се деклинира со додавање на буквата Е. Во втората реченица, исто, das Kind, иако во акузатив ни е среден род, но среден род кажавме дека за номинатив и акузатив се деклинира исто, со додавање на буквата Е. Значи, разликата за номинатив и акузатив, ако се сеќавате, кажавме дека е само за машки род. Продолжуваме со следен пример. Mein Bruder spricht und trinkt Kaffee. Мојот брат зборува и пие кафе. Во партицип 1 за акузатив би било Ich habe einen sprechenden Bruder. Јас имам зборлив брат. Исто во акузатив Mein sprechender Bruder trinkt einen Kaffee. Мојот зборлив брат пие кафе. Иако двете реченици се во акузатив и двете реченици го користат глаголот sprechen, кој во случајов станал придавка во партицип 1, се деклинира на различен начин. Зошто е тоа така? Бидејќи во средната реченица од овие три, субјектот Бруда ни представува акузатив, бидејќи во истата реченица јас или их е номинативниот дел од реченицата. Но во третата реченица, во таа најдолу, братот или Бруда ни представува
номинатив, а кафето или кафее ни е акузатив во реченицата. Поради тоа, шпрехенда се конјугира како машки род за номинатив во последната реченица. Следен пример. Mein Fahrrad fliegt hoch. Мојот велосипед лета високо. Во партицип 1 во номинатив би било Das ist mein fliegendes Fahrrad. Ова е мојот летачки велосипед. Како акузатив реченица Ich habe ein fliegendes Fahrrad. Јас имам летечки велосипед. И како датив Ich schenke dir ein fliegendes Fahrrad. Јас ти поклонувам летачки велосипед. Истиот глагол fliegen го користиме во трите реченици во партицип 1 и тоа во номинатив, акузатив и датив ни добива иста деклинација. Зошто е тоа така? Според вас би требало во датив реченицата да биде fliegenden, но тоа не е точно бидејќи во номинатив реченицата Fahrrad или велосипедот ни е номинатив во истата реченица и зборуваме за среден род. Во акузативната реченица Ich или јас е номинативниот дел, а Fahrrad или велосипедот е акузативниот дел во среден род. Како што кажавме за номинатив и за акузатив, среден род се деклинира исто, само машкиот род е разликата. Во дативната реченица Fahrrad ни представува акузатив, бидејќи Ich е номинативот, dir или на тебе е датив, а Fahrrad е акузатив. Значи, потребно е да ги знаете падежите и деклинациите. За крај ќе прочитаме и ќе извежбаме мала вежба на која ќе треба вие да направите партицип 1. Следната реченица. Das Mädchen lacht und verbreitet Laune. Девојката се смее и шири расположение. Обидете се да ја направите во партицип 1 форма. Das lachende Mädchen verbreitet Laune. Насмеаната девојка шири расположение. Sie reist und verlässt das Haus. Таа патува и ја напушта куќата. Ке треба да ја направите реченицата во две форми од партицип 1. Sie verlässt reisend das Haus. Таа ја напушта патувајќи куќата. Die reisende Frau verlässt das Haus. Патувачката жена ја напушта куќата. Се надеваме дека ова предавање не ви беше тешко. Важно е да ја знаете основата и многу лесно ќе го научите. Ако ви се допадна предавањето, кликнете лайк и следете не на Instagram и YouTube.